Добро вечер во емисијата 360 степени на Алса ТВ, што ќе гледате вечерва. Во поплава во СЈО уништени докази за еден од наекспонираните случаи. Тимот на Катица Јанева допрва ќе ги утврдува последиците за предметот. Проверивме што се случува со владиното ветување за 3 милиарди евра инвестиции во патишта. Автопатот Миладиновци-Штип пред отворање. Очекував да е отворен патот и затоа тргнав од тука. Ама ништо. Оној од Скопје до Блаци и понатаму само на хартија. 2021-2022 би требало тоа да заврши. Иако меѓу приоритетите, патот од Драчево за Јурумлери се уште чека реконструкција. И се надаме, у нада живееме. Државата нуди бесплатен ПАП тест, но ниту 1/3 од жените не се фатени со оваа програма. Парадоксално, но вистинито, по воведувањето на бесплатниот скрининг расте бројот на починати од рак на грлото на матката. Тестиравме како функционира новоотворената една точка за услуги од различни институции. Системот за електронско повикување не работеше, па редот на 9 шалтери на управата беше оставен на домашната култура. Ние сме им јавиле, значи, да доаѓаат дефектот да си го исправат, но тие не ни одговорили на тоа. Што ќе направите доколку ќе станете добитник на некоја наша премија? Например, еве, ако го освоите джипот, ќе се возам? Саботажа. Бидете на Алсат со најавените содржини, ќе се вратиме за кратко. Гледате 360 степени. Многу возачи, поведени од најавите дека изминатиот викенд се пушта во употреба новиот автопат за Штип, тргнаа кон клучката кај Миладиновци, но се соочија со бариери. Отворањето сепак е одложено, надлежните тврдат за најмногу една недела. Привршувањето на овој проект, договорен и почнат во времето на претходната влада, беше повод да провериме дали и како напредува актуелната власт во реализирањето на предизборното ветување за инвестиции од 3 милиарди евра во патишта за период од 10 години. Ги избравме трасите кои се наведени први на приоритетната листа во владината програма. Славица Филиповска. Автопатот Миладиновци-Штип одамна веќе требаше да биде во функција. Останато градеж до крајот на месецот ќе биде завршено и верувам дека октомври сите работи ќе се довршат. Поминаа 5 месеци од октомври до нова најава дека автопатот ќе биде пуштен во употреба викендот што помина. Миладиновци-Штип кој што во текот на оваа недела ќе биде пуштен. Но знаци стоп ги дочекаа возачите кои изминатиот викенд се обидоа да тргнат кон југоистокот преку новиот автопат Миладиновци Свети Николе Штип. За Штип, да, очекував да е отворен патот и затоа тргнав од тука. Ама ништо, сега ќе видиме, ќе вртиме преку Команово, Свети Николе и така. Доаѓаме прв пат да поминеме по новиот пат и сега го клале овој контејнер. Да шуличи ово. Имате слушнато дека не го користеле до сега? Како не, рекоа дека е неофицијално пуштен и се употребува. Беше најавено дека оваа недела ќе биде пуштен, за оваа недела, меѓутоа од кои причини не знаеме. Министерството за транспорт и врски тврди дека сите градежни активности на автопатот Миладиновци Свети Николе Штип се комплетно завршени, а сега се прават последните безбедносни проверки пред тој официјално да се пушти во употреба. Реакциите на возачите се очекувани, зашто патувањето од Скопје до Штип по стариот автопат со прописно возење трае околу 70 минути. По новиот автопат би требало да се стигнува за двојно помалку време. Пролонгирањето е само за една недела, вели директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Таму треба да се градат патарини 2 кои што некој предпоставил дека ќе ги има, ама нити ми оставил мене проект, нити завршена експроприација, нити дозвола за градба. Сето тоа го направивме во изминатата година и веќе таму ќе отпочне тоа да се гради, затоа и со време режим на сообраќај и исто така таму имате надвор од автопатот, имате сервисни улици, сервисни патчиња на околно население кои што никој не ги третирал и ние сега преку наши средства ги третираме и затоа е со време режим на сообраќај, но
прашање на недела ден е да се пушти автопат. Во меѓувреме, некои продолжуваат да го користат овој автопат, како овие возачи тргнати од Штип за Скопје, на диво и на сопствен ризик. И автопатот од Скопје до Приштина се чека долго време. Дозволете да ве информирам дека подготвителните работи за проектирање и реализација на нашиот дел од автопатот од Скопје кон Блаце, во должина од 13 км, веќе се започнати. Милионите возила што годишно ја преминуваат оваа граница и големата трговска размена го натераа Косово забрзано да работи на својот дел од автопатското поврзување на двата главни града. Автопатот го носи името на покојниот прв председател на партијата ДПА Арбен Џафери, а косовскиот премиер Рамуш Харадинај честопати знаеше да се пофали дека стотици работници работат 7 дена во неделата, во 2 смени, потенцирајќи ја така важноста на проектот за неговата земја. Од таа страна на границата изградени се 55 километри. Изградбата на автопатот од косовската страна до границата со Северна Македонија е речиси готов. Но од другата страна на границата, проектот Скопје-Блаце се уште не е ни започнат. Автопатот треба да ја олесни комуникацијата меѓу двете земји и патувањето од Скопје до Приштина да трае само 45 минути. Ова е децениско ветување, но и прв приоритетен правец за изградба во програмата на актуелната македонска влада. Директорот на државни патишта Китанов вели дека проектот е готов и дека трае тендерот за надзор. Ние имаме обезбеден и буџет, влезен ние по програма, нема вреза дека има избори, значи тоа е по програма, веднаш ќе го објавам да се тендерира. Кажавте дека неколку километри се во прашање, но имате изјавено дека до 2023 ќе биде готов. Зошто е потребно тоа? Не сум рекол, не памтам 2023 да сум рекол, но како и да е, значи ова година, додека се гради автопат. Не ова ни рехабилитација, ни реконструкција, се гради автопат. Таму постојат, така да кажам, 3 делници, 2 полесни и една потешка делница, да бидат завршени добро геомеканичките испитувања, тогаш кога ќе му дадете вие добри податоци на добар проект на изведувачот и една многу битна работа, завршена експроприација. Изведувачот многу брзо, бидејќи за автопат се јавуваат во принцип и критериумите се доста високи, се јавуваат моќни, способни компании, кои што нив... Јас мислам дека 2021-2022 би требало тоа да заврши. Но, па ќе ви кажам сега, не сакам ја да лицитирам. По автопатот од Скопје до границата со Косово, следни на листата приоритетни правци наведени во владината програма се реконструкциите на регионалните патишта Драчево-Орешани Таор и Драчево-Јурумлери. И за нив почетокот на работите е најавен пред неколку месеци, но кога излеговме да провериме што се случува на терен, посведочивме на непријатно искуство на возач кој го оштети автомобилот. Кого да тужи? Тие се тие. Виждаме што ги случи, ете, има и црти, има и слики, има и све. Нема кај да бега. Значи, оваа улица е од 91 па навака све вака раскопана. Ставија тротоари, ги извадија тротоарите. Направија дупки, скопаа за одвод. Дојде на тамче камиончиња работа, селска работа. Немаше да кажам поништо. Жителите на Драчево, Долно Лисиче и Јурумлери и преку протести неколку пати бараат само едно – изградба на патот. Јас не гледам никој да работи. Значи, доаѓаат, мислат механизација, се сликаат и си одат. Друго ништо не работи. Не, ова е само еден дел од тоа што се случува. Он вози полека, а има и несовесни возачи, магла. И се надаме, у нада живееме. Иначе обеќава од пред нова година, па сега пролетва, еве му се дојде пола, речи го, марта. За реакциите на жителите, одговори побаравме од директорот на надлежното јавно предпријатие. Можете додите овие денови, таму веќе се гребе асфалтот, се работи. Сега во моментов, јас бев пред 3 дена, гранит веќе на големо, така да кажам, го вади преостанатиот дел од тоа што некојаш било асфалт, а тоа како кој ги лажел во минатото,
мене не ме интересира. Пред некој ден па имаше ситуација кога шофер си ја искрши колата, па мораше да интервенира. Значи, јас кажувам, затоа тој пат е ставен, тоа е кратка дестинација, мислам дека некои 4-5 километри е, но затоа е ставен да се работи по Yellow Fidi, каде што самиот изведувач си прави проектот и си го гради. И тоа се применува обично на најоштетените патишта. За застојот Китанов ја обвинува и претходната власт. Значи како сега ќе се нивелира патот спрема таквата изведба на водоводот и на шахтите? Се треба некој друг да исправа некои грешки од минатото. Но ајде да не звучиме патетично. Патот таму го користите цело време. Така е. Патот се гради слободно, можете сега да одите таму, ќе видите виргините. Мала е таа делница, од која цела ќе се припреми, таа може за месец дена да се асфалтира. Добро временски еве да знаат жителите. Јас оптимистички мислам дека до крајот на април би требало да биде готово. Во владината програма за 10 години се предвидени 3 милиарди евра инвестиции во патната инфраструктура, и тоа за 600 километри автопати и експресни патишта, 550 магистрални и регионални, како 1000 километри локални патишта. Веќе имаме 22% од програмата реализирана. Во поглед на безбедноста, Китанов најавува замена на постоечките со еластични огради на автопатите и отворање контролен пункт во Петровец, од каде ќе се снима и следи состојбата на сите автопати. Во поплава во СЈО уништени докази за еден од најекспонираните случаи. Тимот на Катица Јанева допрва ќе ги утврдува последиците за предметот. Државата нуди бесплатен ПАП тест, но ниту 1/3 од жените не се фатени со оваа програма. Парадоксално, но вистинито, по воведувањето на бесплатниот скрининг расте бројот на починати од рак на грлото на матката. Тестиравме уште еден владин проект ставен во функција пред 3 недели. Едно место на кое граѓаните може да извадат документи од повеќе институции или, како што официјално се нарекува, една точка за услуги. Кога ненајавени влеговме во просториите сместени во поранешната зграда на Комерцијална банка во Скопје, на местото определено за информации немаше никој. Дополнително, не функционираше ни системот за одржување на редот. Настрана од ова, бараниот документ го добивме брзо. Ваква точка засега има само во Скопје, а во план е отворање во сите поголеми места. Петар Клинчарски праша и дали и колку брзо ќе може документите да се нарачуваат и добиваат целосно електронски. Владата се пофали дека воведе нов систем со кој граѓаните на едно место ќе можат да извадат документи од различни институции на терен. Извинувам, прашам ова за информација дека? Знам дека пишува информација, ама на автоматски. Ама како не е тука. За да нема расправија кој е наред, има пулт за вадење бројче, ама не работи. Ние сме им јавиле, значи, да доаѓаат дефектот да си го исправат, но тие не ни одговориле на тоа. Иако потешко од замисленото, сепак системот функционира. Министерот за информатичко општество најавува шалтери за услуга на едно место во сите градови, заедно со други реформи. Не сме да ни се случуваат сликите од минатото за традиционалното однесување на шалтери и на граѓаните, но и на вработените. Овие шалтери се наоѓаат на приземјето во поранешната управна зграда на Комерцијална банка во Скопје, близу камениот мост. Тоа е првата локација каде по цела година по вразување и вкрастување на податоците, граѓаните можат на едно место да извадат документ од 9 различни институции. Меѓу нив, уверение за државјанство, проверка на работен стаж, имотен лист, извод од матичната книга на родени или умрени. Системот една точка на услуги, прв пред 3 недели, го тестираше премиерот Зоран Заев, вадејќи уверение за државјанство. Дека не станува збор само за козметика, туку за суштински сервис кој на најмодерен начин и најпрактичен начин менаџира со услугите во интерес на граѓаните. На оваа една точка на услуги треба да се гледа како на уште еден чекор повеќе кон трансформација на државниот бирократски систем и апарат
во сервис на граѓаните како стратегија на оваа влада. Нашиот тест ние го направивме минатата недела, еднаш како обични граѓани и втор пат како медиумска екипа. Првиот пат, уште при влезот, се судривме со стариот систем. Извинувам, прашам ова за информација овдека? Не, ама кажи, ти помогне. Добро, кај е тогаш делот за информација? Има дел за информација. Бидејќи на таблата видов дека има. Вие видовте на таблата. Добро. Добро. Сина дека пишува информација. Има до автоматично. Ама човекот не е тука. Да почекам, таму ќе дојде или? Дечко, многу прашање. Ако сакаш да ти помогнем, кажи ми што ти треба, зашо си. Ако можам, гори тако, не? На крај, разбравме дека на шалтерите се работи во 2 смени до 19 часот и 30 минути, но вработениот задолжен за информација е достапен само до 16 часот. Од голема помош ни беше што го препознавме шалтерот на кој премиерот извади државјанство. Откако се обративме на точното место и ние извадивме таков документ само за неколку минути. При втората посета побаравме извод од матична книга на родени. Тоа се прави на посебен пулт на управата за водење на матични книги, од каде добивате бројче. Во нашиот случај попусто, бидејќи системот за електронско повикување не работеше, па редот на 9 шалтери на управата беше оставен на домашната култура. Ние сме им јавиле, значи, да доаѓаат дефектот да си го исправат, но тие не ни одговорили на тоа. Ова ни го кажа Осман Исин, вработен во управата, додека се подготвуваше за пауза за ручек. Го прашавме што се бараат граѓаните на неговиот шалтер. Повеќе се изводи, тие што се родат децата во болница, сите се пријавуваат овдека, во Скопје, било каде да се роди во Скопје, значи, ќе треба да го пријавуваат родителите, еден од родителя кој е во Рок, треба да го пријавува овдека. Има големи барања, па има луѓе што живеат многу во Скопје, бараат барања електронски, значи, кои што се родени надвор од Скопје. Осман е еден од десетината вработени, кои ќе треба да се прилагодат и едуцираат за потребите на новиот систем за работа, бидејќи освен документи од управата за матични книги, на неговиот шалтер наскоро ќе се издаваат документи и од МВР, Министерството за транспорт и врски, Управа за јавни приходи, Агенција за катастар на недвижности, Агенција за вработување, Министерство за труд и социјална политика, Централен регистар, Фонд за здравствено осигурување и Фонд за пензиско и инвалидско осигурување. Годинава, вакви канцеларии треба да се отворат и во Куманово, Тетово и Охрид или Битола од 2020 година и на цела територија. И додека во 21 век државата ветува унифицирање на вадењето хартиени документи, министерот за информатичко општество вели се работи и на електронската дистрибуција. Тече процеси на дигитализација, кој на крај треба да овозможи и на лична електронска пошта да се добие важечки документ со потпис и печат. Кога се работи за запис кој што не е дигитализиран, а физички е на друго место, не е во Скопје, потребно е дополнително време, а тоа е пред се поштенски пратки се, не е нешто што ние го водиме институциите, за да стаса физички вашиот документ од местото на местото каде што го барате. Значи, се работи во зависност од случајност за кој граѓанин се работи. Оваа фаза ќе помине за неколку месеци, ќе се издигитализираат сите записи во управата за водење матични книги, така да веќе ги немаме овој тип на задоцнување. Поедноставувањето на бирократските процедури за добивање документи, очекува Манчевски, ќе ја подобри сликата на граѓаните за администрацијата. Тој однос кон граѓаните, кон клиентот мора да се смени. И затоа сакаме да создадеме на сосема нова атмосфера, сосема нов амбиент. Ќе го презентираме многу брзо и нов изглед ќе имаат овие сали за една точка на услуги. Оваа во Скопје ќе претрпи измени, каде што нема, сега гледате, нема физички бариери помеѓу службеникот и граѓанинот, но ќе сакаме буквално да седат на иста маса и да разговараат. Тоа е концептот за овие идни сали што ќе ги работиме. Предвидените реформи треба да ја избришат од домакинетата траума од вадење документи. Тоа е возможно, но само ако функционираат сите делови од системот, почнувајќи од механизмот кој одредува кој за што е наред. Да, одмак ќе го земете решение, донесете го.
Во поплава во просториите на специјалното јавно обвинителство минатата недела се уништени докази во предметот под кодно име Империја, во кој СЈО осомничи 13 лица за серија кривични дела. Меѓу осомничените се Јордан Камчев, Сашо Мијалков, Цветан Панделевски. Ова е последен во серијата чудни настани што го следат случајот. Од притворањето на Камчев и Мијалков во деликатен политички момент, преку контроверзното пуштање во домашен притвор непосредно пред Нова година, до начелното правно мислење на Врховниот суд, чија прва примена беше токму за осомничените во овој случај. Александар Димитриевски за овој развој на настаните среде политичката дебата за евентуално инкорпорирање на СЈО во структурата на редовното обвинителство. Поплава во подрумските простории на специјалното јавно обвинителство уништила и оштетила докази во истрагата Империја. Тоа е предметот во кој Орце Камчев, Сашо Мијалков, Цветан Панделевски и 10 други се сомничат за повеќе кривични дела, меѓу кои измама и перење пари. Според добро упатени извори на 360 степени, поплавата се случила минатата недела. Случајно или не, веднаш по настанот обвинителката што го води предметот Империја, Лиле Стефанова, отсуствуваше од работа. 360 степени праша во СЈО. Колку од доказните материјали во предметот Империја се уништени во минатонеделната поплава во просториите на СЈО? Дали е во тек истрага за да се утврди под какви околности се уништени доказите? Дали неколкудневното отсуство од работа на обвинителката што го води предметот Империја, Лиле Стефанова, е поврзано со овие настани? Од СЈО го потврдија настанот. Ова е одговорот на обвинителството, интегрално. Точно е дека поради дотрајност на севкупната инсталација за парно грејење, во објектот во кој е сместено СЈО протече една од цевките на тој систем, при што беше зафатена дел од документацијата на неколку предмети кои се водат во ова јавно обвинителство, меѓу кои на Империја, 300 и Шпион. При тоа треба да се има предвид дека во ова јавно обвинителство документите се скенираат, но доколку се утврди дека има документи кои не биле ставени во електронска форма, ќе се бара нивно обновување. Во моментот се испитуваат причините за конкретниот дефект и се спроведува внатрешна процедура со цел да се изготви попис и проценка на вкупната штета. Инаку од страна на СЈО осигурени се како објектот, така и опремата. Со оглед на тоа што 300 и Шпион се во фаза на судење, шанса за неповратна штета има само ке Империја, која е фаза на истрага. А ова и не е прв преседан поврзан со овој предмет. Уште кога СЈО ја објави истрагата на 9 ноември минатата година, обвинителството немаше вообичаена пресконференција, ниту пак ја следеше сопствената пракса да објави детали од кои може да се види кој за што се сомничи или каква е поврзаноста меѓу физичките и правните лица во предметот. 5 мина осомничење меѓу кои Камчев и Мијалков завршија во притвор, а за јавноста беше објавено соопштение со збирен преглед на кривичните дела и најава. Во скоро време се очекува и проширување на истрагата кон нови лица и за нови кривични дела. Само месец и половина подоцна на крајот на декември, СЈО се премисли и наместо до тогашниот затворски побара куќен притвор за осомничените во овој предмет. Образложението беше дека успешно се прибрани сите докази и потребни сведочења. Испитавме одредени лица и сведоци кои беа важни за потврдување на некои факти врз основа на финансиските документи и сметаме дека во следниот период, од додека трае истрагата, ќе се вршат само финансиски анализи, така да присуството на осомничените или во притворот не се потребни, не можат веќе да влијаат на самата истрага со влијание на некои сведоци или да го повторат делото. Но наспроти овој став на Јанева од крајот на декември дека осомничените веќе не можат да влијаат на сведоци, во февруари СЈО излегува со сосема спротивна оценка. Во досегашниот тек на истрагата сослушани се голем број сведоци, но потребно е да се изврши распит уште на голем број сведоци со оглед дека е опфатен голем временски период. Бројот на сведоците и соучесниците се зголемува ако се има предвид дека првичната наредба за спроведување на истрага е проширена. Обвинетиот, доколку биде пуштен да се брани од слобода, ќе попречува кривичната постапка преку влијание врз сведоци и соучесници. Цитатот е од барање на СЈО за продолжување на мерката куќен притвор за Орце Камчев од 6 февруари, содржан во решението на Врховниот суд за жалбата на осомничениот да му биде укинат куќниот притвор. Камчев го доби тој случај и сега е на слобода.
Тој и други осомничени во империја беа првите што се офајде од начелното правно мислење на Врховниот суд од крајот на јануари, според кое СЈО не е овластен тужител во предметите, за кој не е поднесено обвинение до 30 јуни 2017 година. А империја е токму таков предмет. Но не само минатото, туку и днината на предметот империја е под знак прашање. Стручната јавност е поделена. Дали и со новиот закон за јавното обвинителство, со што СЈО останува дел од редовното обвинителство, ќе може да се продолжи со предметите за кои што не се поднесе обвинение до крајниот рок предвиден во стариот закон за специјалното јавно обвинителство. Професорот Гордан Калајџиев, кој самиот беше дел од работните групи, вели дека империја и другите нови предмети ќе мора да се прекинат. Во емисијата Само вистина тој образложи зошто измените на законот не можат да влијаат на начелното правно мислење на Врховниот суд. Не можете вие, проблемот со рокот, да го решите со закон што ќе следува, да речеме, за месец дена. Бидејќи ако пак ја земеме во империја како пример, ако имате денеска дека квалификација дека тие и не знам кои се други од овие постапки, десетина колку се отворени по истекот на рокот, дека се тие неовластени и незаконски. И дека за нив нема да важат бомбите? Дека обвинителството... Не за... Со бомбите друга приказна. Ќе објаснам со бомбите и што е втор трик. Но за рокот објаснувам, ако тие се... Ако постои правна пречка, постапката сега треба веднаш да се запре. Не може после еден месец-два, со новиот закон, да се врати можноста да се гонат луѓе кои што денеска не може да се гонат. Например, ја ако сум обвинет, има правна пречка, обвинителството кое што го презело предметот, тука посебно е проблематично зошто СЈО презело предмети од редовно обвинителство во време кога тоа обвинителство е нормализирано. Значи дојде на нов обвинител и слично. Зошто го презело империја? Од обвинителството кое што ве застанува на нозе. А имаат главоболки да си ги завршат нивните предмети што веќе ги имаат отворено. Да се факторизира, да ги спаси овие со тоа што ќе ги отвори, бидејќи нема право да ги не знам што да кажам, голема авантура. На спротивна позиција се академик Владо Камбовски, но и министерката за правда Рената Десковска. Ги изложи своите аргументи во емисијата Вин-Вин. Ако законот воспостави, овој закон што го предложивме, воспоставува надлежност на, и тоа е изрично напишано, за специјалното јавно обвинителство, за предмети кои што биле во фаза на истрага, за предмети за кои што е поднесено обвинение, а за дела кои што се во предистрага, зависно од надлежноста, може да паднат во организиран криминал, може да паднат во специјалното јавно обвинителство. Значи, Врховниот суд не би смел да помисли да отфрла заради тоа што некој бил ненадлежен тужител. Значи, и слушнав и јас муабети, па дека во Врховниот суд може да се толкуваат поблаг закон, ретроактивно важење и слично. Значи, тоа апсолутно не може да важи. Ма вие сега ова го представувате како зборуваат некои во кафеана. Не. Така зборуваат и правни експерти. Значи, нивното толкување не води сметка за тоа што е пракса на Европскиот суд за човекови права. Значи, таму стои дека кога се повикувате на начело на поблаг закон или не поблаг закон или поригорозен закон, тоа не би важи за процесните права или за процесните закони. Тоа значи дека вие, ако ви се смени одредено процесно право, сега тука е дали е некој овластен тужител или не е процесно прашање. Ако се смени тој закон, тоа апсолутно нема основ толкувањето дали е ретроактивно или не. Сашо Мијалков е единствениот осомничен во империја кој во моментов е во притвор, но поради првостепената пресуда во друг предмет, Титаник 2. Сите останати се на слобода. И тие и осомничените, и обвинетите во другите нови предмети, но и јавноста, се во исчекување на политичките консултации за иднината на СЈО. Освен ако во меѓувреме, настан како неодамнешната поплава во СЈО не предизвика штета што може да биде и ненадомислива. Што ќе направите доколку ќе станете добитник на некоја наша премија? Например, еве, ако го освоите джипот. Ќе се возам. Саботажа.
Серијата прилози на тема женско здравје што ја отворивме пред 2 недели со сторијата за оставањето од цели региони без матични гинеколози, вечерва ја продолжуваме со анализа за опфатот и ефикасноста на државната програма за рана детекција на малигни заболувања со фокус на ракот на грлото на матката. Иако државата обезбедува бесплатен ПАП тест за сите жени на возраст од 24 до 60 години, истражувањето на невладината ЕСЕ открива дека само 28% од целната група е опфатена со бесплатниот скрининг и тоа за период од 5 години. Маја Пероска. Првата линија во борбата против ракот на грлото на матката веќе 7 година е бесплатниот ПАП тест за сите жени меѓу 24 и 60 години, но за целиот период од како се спроведува организираниот скрининг, ниту 1/3 од жените не се офатени со оваа програма. близу половина од жените воопшто не добиле покана за бесплатен преглед од банална причина – немаат избрано матичен гинеколог. Реков одам кај докторот да види резултатот. Многу си чекала, ми вика. Докторе, немав никакви проблеми, никакви симптоми. Од почетокот на деценијава расте бројот на починати од рак на грлото на матката, зошто и по 7 години тешко заживува програмата што живот значи. Нашата соговорничка има повеќе од 60 години. Се согласи да зборува само анонимно за тема која засега половина од населението во земјава. Преживеала напредна фаза на рак на грлото на матката, откако 25 години не чувствувала потреба да оди на гинеколог. И ги чекав резултативе, после пак отидов у гинекологија, ги носев резултативе, вика нема операција. Тоа ти ми даде за онкологија. Терапија одма, под хитно све, прво тетовирање, кај треба да се здрачам, па ајде отидов таму инфузит примав, терапија, па здрачање. Многу жени ја немаат среќата да ја преживеат болеста кога е во одмината фаза, но сите имаат право на бесплатен ПАП тест еднаш во 3 години, кој открива ризик од појавување на болеста. Невладината организација ЕСЕ неодамна пресмета дека бесплатниот тест го искористиле само 28% од жените, и тоа не за 3, туку за 5 годишен период. Многу матични гинеколози изјавуваат дека адресите на жените кои што ги имаат не се реалните места на живење на жените, така да голем процент од жените не ги добиваат поканите. Недостигот на здравствена едукација и информација до жените влијае врз одреден процент на жените, иако ја добијат поканата, да не се јават на преглед. Во развиените европски земји опфатот на превентивните програми е околу 75%, па не се изненадување и разликите во смртноста. Пример 2014 стапката на смртност е 4,1 на 100.000 жени, што е значително повисоко во однос на претходните години и значително повисоко во однос на просекот на стапката на смртност кој што е важи во земјите на Европската унија. Анализата на ЕСЕ покажува абсурдна ситуација. Од 2008 до 2011 година опаѓа бројот на смртни случаи од рак на грлото на матката во земјава. По воведувањето на програмата во 2012 бројот на починати се искачува од вкупно 15 во целата земја во 2011 на 47 во 2016. Во 2017 година бројот на смртни случаи е вкупно 30, но рано е да се каже дали намалувањето е тренд или изолиран случај. Ние со години назад предлагаме Министерството преку Управата за електронско здравство да подготви софтвер, електронски софтвер, кој ќе овозможи полесно поканување и следење на тоа дали жените се јавиле на преглед, кој е исходот од направениот преглед, кој е резултатот, кој е наодот и како понатаму се спроведувало лекување и што е потребно да се направи понатаму за соодветен опфат на жените со програмата за скрининг. Планирањето и буџетирањето на програмата за рано откривање на ракот на грлото на матката е во надлежност на Министерството за здравство. Организираниот скрининг на рак на грлото на матката е една од компонентите од Националната програма за рана детекција на малигни заболувања, во која што се вклучени 5 различни скрининзи. Вкупниот износ на програмата во просек на годишно ниво изнесува околу 23,5 милиони денари, а 9,3 милиони денари се користат само за скринингот на рак на грлото на матката, или 39% од вкупниот буџет на програмата.
Ако се одземат парите за исплата на стари долгови, лани државата одвоила околу 140.000 евра или 8,65 милиони денари за сите активности поврзани со тестирањето за рак на грлото на матката. Годинава сумата е помала, предвидени се вкупно 125.000 евра или 7,75 милиони денари. Зошто има помалку пари годинава за скрининг на рак на грлото на матката, беше едно од прашањата што ги поставивме до Министерството за здравство, откако ја одбија поканата за интервју. Одговорија дека е задржан ланскиот вкупен буџет за програмата за рана детекција на малигни заболувања и дека е возможна внатрешна прераспределба ако затреба. Од Министерството признаваат дека уфатот на жени што добиваат покана за бесплатен преглед е незадоволителен, но и дека е мало одзивот и кај поканетите. Според центрите за јавно здравје, вкупниот број жени кои примиле покани во 2018 година изнесува 46.438, додека 17.477 од нив не се јавиле на преглед, што представува голем процент или 38%. Најголем процент на жени кои примиле покана а не се јавиле на преглед се бележи во Тетово, Гостивар и Скопје. Таму каде што не помагаат кампањите за зголемување на свеста или пак нема доволно гинеколози, од здравство велат дека ќе интервенираат со програма за патронажна посета на гинеколози. А веќе се води стручна дебата и за тоа дека освен ПАП, скринингот треба да опфати и други тестирања. Жените над 30 години да паваат ХПВ тест како примарно и врз база на тоа да се одлучува понатаму што треба, зависно дали се тие позитивни на типот 16 и 18, на други високоризични или се негативни, а жените кои што се испод 30 години и девојките, значи треба да прават котестирање, значи да прават и ХПВ тест и Папа Николау тест. На крај, многу работи се сведуваат на свесноста за здравјето. Една од звездите на вчерашни новости, Маја Марковска, имала среќа навреме да го открие ракот на грлото на матката на систематски преглед, но не крие дека само парите ја спасиле да не и биде загрозено и репродуктивното здравје. Кај нас во Македонија се уште протоколот за канцер на грло на матка е радикална хистеректомија, односно отстранување на цела матка и на цел репродуктивен систем. Мојот стадиум на канцер дозволуваше да имам делумично лапароскопско отстранување на грло и лимфни јазли, кое што пак ќе речам, јас имав среќа затоа што имав пари, можев да платам, за да можам да го добијам тој третман и тој вид на интервенција. Вели дека диагнозата и болеста ја направиле различен човек и апелира. Ако го учиш да мие забиот кој ќе му порасна заби, така го учиш дека треба да оди на гинеколог и треба да оди, ако е момче, да си прегледува репродуктивни органи еднаш во годината минимум, исто така многу просто едноставно. Овде не е крајот, по уште една пауза е саботажата. Останете насад. Ве поканувам заедно да видиме што подготвил за вечерва Сречко Поповски. Желбата за што поскорешно враќање на власта е толку голема што времето поминато во опозиција изгледа толку долго, штом периодот од 2,5 години се множи со 2 и уште еднаш ја покажува несоборливата вистинитост на Ајнштајновата теорија нерелативноста. Петта година сте власт. Што направивте, кажи? Што направивте, ве кажи? Петта година, колега Димитров. Петта година сте од 2015. Што направивте за 5 години власт? Независно од резултатите, истинската придобивка за секоја власт треба да е конструирањето на неискомплексирана опозиција, која може да придонесе за развој на земјата, па дури и на таква, која уште на основањето и презентацијата на својата платформа делува толку скромно и непретенциозно и заслужува да и се завидува. Програмата е слободно, без претензии, можам да кажам, врв во светската теорија и емпириски практики. Тоа се автоктони, изворни, иновативни решенија. А тие врвови, барем на локално ниво, кои се обидуваат да држат лекција, а својот ерудитизам го манифестираат за да карикираат со вистината,
сепак биваат поклопени од малку поголеми висини, кои не лаички, туку стручни и академски, иако жестоко против, имаат доблест да ги потврдат фактите. Јазикот е ставен како македонски. Карактер на македонскиот јазик се признати и тоа е единствено кое што е така да речеме јасно, експлицитно во корис на еден значаен сегмент на македонскиот идентитет. Идентитетот не е проблем затоа што определбата е најмногу емоција. Проблем е тоа што наместо со реалноста политика да се оптоварува со ситни подметнувања со што таа ја губи суштината, па наместо проблемот во фокусот е кокетирањето со него, како ирелевантен аргументум ад хоминем. Средното основно општинско училиште Љупчо Сантов. 4-та година, 10.000 изостаноци. Криво ми е што колегата Сашко Стефановски не го анализирал ово, само Кирил Методи и Никола Карев, али те разбирам. Еден добар кивиц на директорката не е лоша работа. Кибицирањето со гласачите е во ред, но до онаа мера во која тоа, барем од професионален аспект, нема да се престори во амбиент во кој не достига минимум објективен период, кој ќе дозволи од критичка дистанца дури и да се признае отсуството на јасност во моментот на силен емотивен набој. По однос на, да речеме, договорот со Бугарија, што го имам читано и го имам коментирано на еден наш состанок во Ману, заедно со некои колеги од БАН, би кажала дека тој договор не е толку проблематичен. Тој договор е добар и од гледна точка на толкувањето на историските факти, затоа што на некој начин, мислам, почитува принцип на инклузивност. И на крајот, за вистинските одговори на дилемите кои мачат. Што ќе направите доколку ќе станете добитник на некоја наша премија? Например, еве, ако го освоите джипот, ќе се возам? Така и со државата, со политиката, со кандидатурите. Не е доволно да изгребеш джип и да го возиш. Најважно од се е да имаш сообраќајна култура. Оти без неа ќе изгубиш дозволата. Толку од нас за вечерва. Останете на Алсат и погледнете ги вестите на македонски јазик. До петок во 22 кога повторно ќе се видиме, следете не на интернет страницата 360stepeni.mk на Facebook, Twitter и Instagram. Пријатно!